На неодамнешниот фестивал на марихуана во градот Њујорк присутните отворено пушеле канабис во јавност. Благодарение на неодамнешните закони на Њујорк, кои им дозволуваат на граѓаните да пушат марихуана секаде каде што е дозволено пушењето тутун, вклучително и на градските улици. Ослободувачки е на некој начин. Се чувствувате толку стегнато во ово општество и во овој свет. Но во градот Њујорк имаме можност да бидеме слободни во овој момент. И покрај легалниот статус за јавна употреба на марихуана, изворот на производот останува значаен проблем. Во сојузната држава Њујорк повеќе од 100 легални продавници се надпреваруваат со илјадници нелегални, нелиценцирани продавници кои се појавија брзо откако марихуаната беше легализирана. Првичниот закон наметна само казни за оние неовластени продавници, што доведе до тоа многу сопственици на нелегални продавници да отворат без страф. Оваа неравнотежа изврши финансиски притисок врз лиценцираните бизниси, како оваа легална продавница за марихуана во срцето на Њујорк. Тоа би требало да биде пазар од 4 милиарди долари овде во сојузната држава Њујорк. И мислам дека минатата година лиценцираните продавници направија околу 40 милиони долари. Значи постои огромна празнина и надежта е дека ќе можеме да отвориме повеќе легални продавници, откако ќе ги затвориме недозволените продавници. За да го спречи порастот на нелегалните продавници, сојузното законодавство неодамна им даде повеќе овластување на државните и локалните власти да ги затворат. Само во последните 4 недели според новите овластувања, државата и градот Њујорк заедно имаат заклучено речиси 500 од продавниците. Може би имаше ограничено овластување да се вклучи во ова ниво на постапување порано, но сега кога ги имаме тие овластувања, сојузната држава се движи многу агресивно да ги затвори овие нерегуларни оператори. Сепак, собствениците на нелиценцирани продавници, како Били, кои прашаат да не им биде користено нивното презиме поради приватност, тврдат дека тие се потребни. Затворањето на сите продавници е најлошото нешто што можете да го направите. Има над 3000 продавници за тутун во Њујорк, а има околу 55 легални продавници за марихуана. Значи ќе ја земете базата на клиенти од 3000 нелегални продавници за пушење, зошто никој нема да сака да чека на ред само за да купи марихуана. Џон Каге од канцеларијата на Њујорк за менаџмент на канабисот го побива овој поим, тврдејќи дека постојат здравствени ризици поврзани со нелегалните продавници. Не знаеме од каде се овие производи. Тие не се тестирани, не знаеме по кои стандарди се произведени. И така навистина потрошувачите немаат поим што користат кога купуваат од нелегални продавници во споредба со легалните, каде што производите се регулирани, тестирани и одгледувани токму овде во државата Њујорк. Њујорк им се придружува на 24 сојузни држави заедно со Вашингтон и Гуам во легализирањето на рекреативната употреба на марихуана. Неодамнешните федерални активности за прекласификација на марихуаната би можеле да го отворат патот за легализација низ целата земја, што потенцијално ќе доведе до отворање на илјадници нови продавници, не само во Њујорк, туку и низ САД.